Каже дека ќе може. Почитувани медиуми, денеска сме во посета на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и ова е моја прва средба на која што пред малку разговаравме и со директорот, а ќе разговараме и со вработените и со сите одговорни лица околу функционирањето, надлежностите, организацијата и околу работата на самата агенција. И од тука, од Битола, сакам да пратам силна порака дека агенцијата мора да работи професионално, согласно закон и единствено во функција на поддршка и помош на земјоделците и на сите останати чинители согласно надлежностите и согласно законот за основањето на агенцијата. Функцијата на оваа агенција е особено битна, како давањето на советодавните услуги кон земјоделците, и затоа како влада на Република Македонија во претходните неколку месеци ги анализиравме и состојбите во целиот сектор, но особено во самата агенција. Воопшто не сме задоволни од начинот на функционирањето и затоа сметаме дека капацитетите на самата агенција можат да бидат искористени и да се стават целосно во функција на целиот сектор и на создавање и поддршка на модерно и конкурентно земјоделство, особено согласно надлежностите, а тоа се информирање, едукација и целосна соработка со земјоделците. Цврсто сме убедени дека навистина на високо ниво е потребата да оваа агенција функционира на највисоко можно ниво, со воведување на нови стандарди во своето работење, се во функција на развојот на земјоделството и на поддршката на земјоделците во секој еден облик. Затоа владата на Република Македонија презема конкретни чекори и заедно со владата на Република Словенија е договорена веќе конкретна соработка која што ќе биде развиена помеѓу двете влади, а која што ќе се однесува на целосно реформирање, реорганизирање, зајакнување на сите капацитети со целокупната поддршка на владата на Република Словенија. И овој проект, кој што ќе биде предводен и од нашето министерство, но и од потпредседателот на владата на Словенија, господинот Дејан Жидан, кој што е министер за земјоделие во владата на Словенија, сметам дека ќе искористиме оваа можност која што ни ја даваат нашите меѓународни пријатели и оваа поддршка за реформа, реорганизирање и за целосно ставање на функција во функција на агенцијата во функција на земјоделците, односно подигнувањето на нивото на соработката и на ефикасноста, но и на резултатите кои што треба да дојдат од оваа агенција. Сметам дека ова наша конкретна политика, односно конкретен договор кој што го направивме со потпредседателот на владата на Словенија во следниот период ќе вроди со плод, со тоа што ќе дојдат експерти, ќе ни биде понудена и техничка и целокупна поддршка, се со цел да советодавната служба во Македонија биде организирана на начин на кој што тоа го предвидуваат и работат земјите и од регионот, но и земјите од Европската унија. Денеска исто така со вработените ќе поразговараме околу сите проблеми и слабости, но и како да ги искористиме сите можности да навистина во периодот што следи цврсто се фокусираме и да направиме се што можеме оваа агенција како битен сегмент, како битен елемент во целокупниот систем на овој сектор, навистина направиме и креираме и нови мерки и политики, односно да дадеме една силна поддршка на институцијата и таа поддршка секогаш ќе доаѓа и од моја страна и од страна на владата. Благодарам, доколку имате некои прашања, тука сум.